Добар дан, поздрав од Занатски дом. Продолжуваме с серијала емисија за наше Куманово, а денес имаме еднога интересантнога госта, познат просветни радник од град Куманово, Мирко Зафировски. Здраво, професоре, како сте? Здраво, живо, добар сам, ви, добри. Како поминува пензионерски ден? Поминува како си ги човек организира. Гледаме у некој шему добро да се уклопиме со супругу, така да стварно гледаме да не досаѓаме на други и они на нас да ни досаѓа. Секојдневни активности од саваре до вечер увек има нека организација на живот. Али ви насаба да имате еден посебен ритуал, ден ga почињате со што? Па ден ga почињаме со мој супруга Миланко, малку порано станем около 7 однос на вас, кафица и ракица. Кога се тој заврши, онда нормално моја е физичка активност до продавницу, на Миланко е физичка активност за доручак, около 8:30-9 доручак, после по чаршија малку и така. Или, ако сме на викендицу, сличен ритуал, само што таму идеме надвор да шетаме негде у природа. Добро. Сега, ви преди известно време направисте едно многу интересантно книгу, Живот у Куманово, пред 60, 70, 80 и више години. Доста интересантна работа, каде што наведувате некои суптилни работи од живот у град Куманово, преку игранке, доходовштине, случаи, ви сето ќе ни објасните. Кажете ни, кој беше повод да го напишете во книгу? Што ве натера? Ја искам да бидам, долго време размишляше да оставам некој трак, како човек кој е дуго работал во образование. Прво мислеше на Фейсбук да пишува и да ги замолам мои кумановци, интересантни ситуации од живот да ги објавljamo. Али многу ми искочи. Еден ден, една добра идеја ми падна, мисли, тоа што е опишано реалистично изгледа, али уствари е тоа една моја замисла. Идемо ја и супруга у чаршију и на Зрче Кумановско седи една група деца, гупчиња, 14-13 години. Гледам оддалеко ме посматра мене и супруга, види стари луѓе доаѓаат. И таман да дојдеме до нив, еден се преправи, кога ја ги го бутнаше, он падна. Ја не мога да издржувам равнотежу, иако сам витален бија како омлад, али у години су. Падно и љусло, што вика Кумановци, не на нос, не на руке, не скрши ништо, али дете го удари со моју ногу по око. И дете почна да плаче. Кој не виде ситуацију, стар човек си срамота е, што направи, а кој виде, вика, сраме, деца, направи сте белју, седнемо со дете да причамо и испадна дека е он унук на мојега другара од детство. Да. И ми се тако се тега запознавство. Испадна после дека јас сум го негов мајко запослија, професор по образование, биднамо добри пријатели и све што се кажуе после у книгу, све су то моје објаснување на njega, да му објасни како е био живот за време на детство моје и неговога деду, па какав е живот био пред нас на основу тоа што ја га знам, каква е ситуација денес, тако да имам около преко 30 и нешто приче, али поента ми е била да га он живи, на сега тој препоручува на млади, да га живите живот какав га имате. Сега, свака генерација вика да нjiно детство било најболјо од сви други генерации, затоа што се биле млади. Тоа е била поента на моја книга. Али овој книгу дека има многу такои интересантни случаи кои сте ги пишале ви од Куманово, кои се биле препознатливи во тоа време, ако може така да кажу. Еве, например, век пишува партаљивка. Што е тоа? Овие наши мали деца не знае што е тоа. У наше доба немаше фудбал. Дури немаше гумени топки. Ми сме играли с партаљивка. И сега тој мора да му го опише на дете, на унуче на моја другара од детство, кој тој не га знае и беше му чудно. Око корија очи и вика, заре могуќе да Мирко тој. Прво треба да најдеш крпе, па да замолиш мајку или сестру или тетко да ти даде чарапу. Па тие крпе ги набуташ у чарапу, па се направи топка, па се сашие. И за стои топка су, тоа се вика партаљивка. И на кишу. Имала е работа, играмо топку, пада киша и натаму играмо. Некој го ритне, начекаш го на глава и го носиш топку дори. Али кад го намокри, потешка е за шутирање? Да. Кад се намокри топка. Да. Колку пута акнемо у камен уместо топку. На сви се не биле крвави ноги. Меѓутоа, у Карап малу имало доста добри фудбалери. Раде Африка, трудовак. Раде Африка е моја генерација, с нега сме играле, имамо случаи интересантни. Чедо Балчо, сви сакамо да играмо у екипу с Радета.
И кад почнемо да се делимо, прво се карамо од едно пола сат, како деца, знаеш. Па кад се поделимо, на кој ќе биде голман, свак гледа да го намали, да го скуси гол. И почнемо да се карамо, ти си леджија, ти не го правиш гол како што треба. И onda тражимо неутралну комисија, дека чичко што пројде, onda он вика, ја ќе мер, он измери и так може да почне игра. Од Карап мало исто познав фудбалер Драги Кукла. Драги Кукла, да, Драги Кукла, трудовак, Раде Африка, посебно Раде Африка у моја генерација е била джонглер, мајстор беше човек, да. Од Карап мало има и други познати луѓе, еве например Јоле Сачија бија таму. Да, Јоле Сачија. Па да не збориме за чувеnog хирурга Борче Бирбаш. Да. Многу познати имиња од Карап мало. Од Карап мало е Липковски, еден од првите после рат Раде Липковски. конзули. На Чичо на Раде Липковски. Конзул е бија Кумановац, конзул у Чешко дуго време и у Албанија. Познати ликови од Карап мало има. Да. И сега овдека возење точак, кој е Спиро Точкара, чувен Спиро Точкара. Да. Каков човек е бија Спиро Точкара? Па сега ќе кажу да тој бија човек кој за нас е бил неко чудо како деца. Прво, немаше никој точак. Мој татко имаше еден голем точак, с него идеше на работа, а ми не смееме да го пипнеме деца. У мало дали 3-4 човека има своја точкови. И за тој, за да се научиш, треба да платиш таму, не знам, 2 динара или колко беше, кој да Спиру Точкара, он беше на Ќоше, тачно каде е Дом на културу, каде е сега саат што не работи. Те туј, отприлike. Туј е бија, да. Туј беше. И ќе улегнеш, ќе го питаш, он ќе те погледне чив си ти. Јас сам на тога, ја го знам татка ти. Он не го знае можда, али човек што се вика ачик, сака да те убеди да направиш белју, пази го точак, ја од тој живот нема да пада да се скршиш. И он не ми возил на площад, на тумбу немаше ништо. Само гола тумба. Врти и он само дигне рука да се вратимо се дојдемо да видиме. Така да беше многу интересно кога njega наредени, ми први пат уште гледам на даске наредени алати. Клучеви едно, друго, трете, и он ќе го напрчи точак наопако, ќе земе на помпици ќе му капе нешто. Ми што ли е тоа? Оно било да го подмачка. После кад почна сме да играмо некои игре, видимо дека демири уствари су од мотори оние округли топчиња. Први пат кој нега сме тоа видели, кој да Спиро Точкар. Али многу е било голем проблем, вика се точак појдеш негде, имале сте веројатно такво случај, избуши се гума, немаш пумпу и На грб. на грб. На грб кој да Спиро Точкара да го направи. Мајстор беше човек. Још еден имаше еден турчик. После имаше тој еден Бранко. Бранко, да. Али Спиро е човек, стварно е бил. Да, он е бил. Една работа може да ви кажа да ми е многу криво, али млад сам бил, дете не сам разбирал. На прозори кој да Спиро Точкара, допред да се бутне тој ќоше, стоеса плакати од филмови и од некои работа још од 48 година наово, ако верувате. Кој знае тој да го земе, па да се сачува, да се фотографира за историја. Полни бела прозори с плакати од такви некои догодавшти од Така е. филмски представи. Така. Али дека ви опишувате како фаќасмо рибе с руке, у тој време Кумановка река е била чиста, не е како сега. Да. И како се фаќа рибе с руке? Па, видите, ми имасмо на претек слободно време. Значи сега, пред да почнемо да разговараме официјално, зборе сме за овие млади денеска. Цел ден телефони, компјутери, нема слободно време. Ми се вали како ќе се стане рано, ако има потреба да се однесе на фурњу леп, на танур или на штицу, на грб штица 4-5 леба, носимо кој цвета на фурња живо. Вратимо се, нема друга работа. Свака куќа имаше до 53-4 година по неку косу. Затоа што немаше тоа да се еде. Скоро свака куќа у Куманово, да знаете, имала или ниво или башчу или лојзе. Домаќинлак е бил голем. Занати се многу имале, од тој се живеало. Ми деца по купаќи пеш откаде овога попа, надале се спуштамо, Дејко Котарс, Бог да го прости, мој школски другар беше исто. С нега сурија 5-6 деца. Ќе отидемо каде Митев мост, од тука ќе почнеме да фаќаме рибе. Расшириш ноге малку доле пете стокмети и с прсти меѓу каменче ќе се фати некој рибче. Еден стои надвор, ми фрлимо, он се радуе, вика ова е 5, ова е 6, да фаќаме, ќе не фаќаме. Кад се вратимо назад, некој ќе купи паре со верба за биоскоп. Имало е многу пута немамо вода ни се пие. Само ќе се ископа вирче до реку. Причека се да се водата избистри, ќе се напиеме, никој да се разболи. Чисто.
Што имало највише кленови, И, па, ми сме фаќале највише помали рибчиња, кркушке. кркушки? Да. Али е исто интересантни случаи се биле фаќање на риби у Думој. Не знам дали знаете што е Думој, тоа е испод река улегнала вода, улегнала испод земја. Добро. Врба некој дрво има, корење пуштила и улегнала вода. И сега кој беше похрабар, најхрабар беше Бог да го прости Туне еден наш другар од малу. Он улегне, нема, у почеток се плаша што му е, и скача едну рибу у зуби, едну у руку, другу у рука, едну у гача. И скочи те толики рибе. И он вика, улегнеш унутра, може да дишеш, пошто има водата горе, има малку простор. И ги гледам вика. И си ги фатам една по друга и скочи. Много беше интересно, банјале смо се и пале, ишли смо до испод Кубу, до доле. Натаму не. Тој натаму се е било чиста река. Само чист, само башче, ништо, ама не може да радиш, осим некој случајно скршено шише. Пластика. Точак од кола. Ма нема шанс. Чист. Они кажуваат дека тој имал некои длабоки места куде што е бања малку понапред или Думоли имаш. Големи думоли за бањање, рипаш од згора во 2 метра вода. Да. Тој сме ми учили да пливам, а после сме ишли на плажа наново. Али таму не е било обука за пливање по река. Сега, стари кумановци помали су играле многу игри. Јас сум слушајал мојага татка, кисело млеко, крива магарица и многу други, ти ќе не објасниш повише кои се тои игри. Прво, за млади сакам да ви кажу, пошто ми не сме имале никаква активност, друго осим лектиру читање, идење у школу и нешто дома да послушамо, све сме биле слободни. У Малу, свака куќа у Карап Малу имала главни улаз, имала капичик, кој ќе си скочи за другите мали, за другите куќе. Тоа е било да речу, од турско останало, ако налети турски некој да апци некога, он ово искочи, овамо намо и у центар искочи и побегне. Дури у Башче отиде. Така и Карпош избегае преко Башче за време на пред други светски рат. И сега ми навече што ќе работимо? Играмо игра разни, играмо жбучко. Свака куќа имала некој шимшири, некој цветиња, криемо се, бесече не искочила, ми се растрчимо. Играмо до 9 саат. Док не искочи радио. Кад искочи радио, после 50 не знам кој година таму, скоро свака куќа имаше, татко покојно имаше Косма, тој околу радио, брат ми го купи преко синдикат. Онда слушамо стојана приказна на сваки вечер, сви се претворимо у уво. Така и да игра се биле различити, играле сме што викате криву магарицу, играле сме соде, цупала, не знам деца дали знаат цупала, ми сами сме ги правили од глину, топчите, па се испечат на сланце и после играме. Играле сме на пају, триаголни се напише и фрлиш паричко, па до тебе, играле сме цупала на пају, демири сме играле, така да е било е... Може да ни кажеш од тој време кои се биле најголеми мајстори за соде, за демири? Ако се сеќаш од кога сте играли с деца. Мацалори е легенда бија. Не знам дали го ви знаете njega. Добар играч. Мацалори бија легенда и у стари години. Значи, он пред не знам колку години скоро почина човек, Бог да го прости, а дуќан му е бија карши кристал, саки му едно бурето на ќаши. Сигурно работи тоа. Тој негов дуќан бил и он на тој паркинг плац собере друштво, било е престиж да играш со снега, да играш соде. Неверојатен човек е бил. Што се? Вика, дојде, вика, тие мајстори, вика, почни с 3 соде и после напуни 2 джепа и нема више куде да ги носи, ги собере, вика, победи. Тачно. И ми сме нашо мало играле на зимачко соде. И сега, ако тие стварно што викате ден малер, може да ти ги собере. Поеш на кој е мајстор, добар, и имаше случаеви некој дома на 30 плакање. Дешавало се, а немаше соде. Сак имаш у сваку продавницу соде. Ама так тешко се раѓа. Па демири, нема шанса да најдеш демир. Да. Али мало е случаеви да играте на колачи, кој победи у сладкарница. И тоа е имало. Значи, дружење е било, не е имало завист, не е имало. Кој победи, па онда јутре па друг победи, па он части. Да, многу убави работе. Корзо. Значи, кумановско корзо е доста уникатно, како да кажу. Од едну страну мушкарци, од другу девојке,
Ајде пишете сега тоа. Прво, колко ја памтим како млад, Корзо беше на площад, на Тумба. И тој не Тумба доле, него ова вамо каде е Батко Ѓорѓија, тој негде, покрај Тинекс. Не се сеќам тачно, али важно е, вртило се у круг. После превселива, не знам зашто, од пап ирски десно, па до чешмиче на Крстени црква десно, тамо. И сега за млади можда е интересно, ќе ги кажу дека обично мушки и мушки, женски и женски, ретко и мало мушко и женско друштво, брат и сестра се друштво ако иде, комшика се друштво ако иде. Идеш и сега симпатија треба да го видиш. Вратови се искриви само гледајќи на леву страна. Jer kako ideš ti pravo, gledaš levo da vidiš simpatiju ili drugara nekoga. Ili muško ili žensko. On ide navamo, on ide u okoj. I sada da se vala sve da prati nekoj devojče ili drugara koji go znaje simpatiju njegovu, da pita da li saka da se zapoznaje. Ona ako saka će kaže, pa počinje razgovori, počinje šetne, pa počinje ide u bioskop, pa se ide na igranku i normalno posle imalo je mnogo puta i na zimačka, zima se, na osnovu to što se zapoznaje na Korzu. Ali имало и похрабри кои су ишле одма на прво што се вика. Имало е прохрабри. А имало некои се срамуваја, па ќе кај шанса. Шанса, да. Али тие што се ишле на прво, отиди ќе го пипне нешто интересно и за данашни деца стидливи смо биле. Ќе го пипнеш девојко на рамо, по рамо, и видите дали сакате да се запознаеме. Ако нема симпатија, ќе каже ја не ширу познавам, малку глупо. Разбирате се. И ти извините ќе си идеш. Ако не, она ќе се насмее и така. Или имало е случаеви, идемо на игранку. Ја се сеќам многу случаи на игранку у Монопол или у Дом на армија. Дојде татко и девојка, имаше еден случај, видел го некој девојко со беќара у биоскоп. А девојка ишла у биоскоп со другачко. Дошла другачка, вика, дајте паре на татка, вика, да идем у биоскоп. А со тебе ќе го пушта. Со другите. Ама некој видеа дека иде седи заедно. И он го запне татко. Зашто? И го вика, више не да скажеш. Ево за екранки, ево дека убава фотографија. И што се дешава? Татко седи с девојка, а мајка вика, абре, бе, дете наше нека игра, сви играат, но млади овај не игра. Он вика, казната е, зашто? Виделе го некој у биоскоп со другога беќара. И на крај попушта вика, има ли некој дечко да те бира? Он едам тој чека, намигне му на дечка кој стои таму, не он дојде, изведите, пита ga татка. Дали може да играм с нашу ќерку? Он го одмери, види кој е, добро, ама пата ми го доведеш. И он иде игра, договори се, јутре кој ќе иде, како ќе иде, така е. Било е сасем другачие него данас. Да, имало и случаи у близко моје окружение роднине. Млада девојка запознала некоја беќара, засвиѓаја се и сакала да појде, ама вие да знае стари, односно браќа, па го истепав и прекине се врска. И тоа е и бало. Али никад не е могуќе било да се прекине љубов. Да. И моја детство и младост е имала. Она најде начин. Тетке го спаси, стрине го спаси, комшите го спаси и па би љубов се па спои. Мисли дека тоа било некоја грешка у старо време, али начин, традиција таква била. Еве, дека да пишемо за тие игранки у гимназију, па дека имате од хотел Куманово. Да. Како е била најигранка да не го пишете? Еве, например, имало е два види игранке. Матине и игранка навечер. Матине е попладне, у неделју обично. Матине се правиле најчесто у гимназију. Јас сам завршил прво учителску школу и таму се свирел у джез трубу, джез оркестар. Беше ни професор у плех музику, наш чувен Кумановаc Ѓоко Ивановски, Ѓоко Мајмунка вика се. А мислам дека он е свирее у градску музику. И у градску музику хубаво има го на фотографии, бил професор овдека исто, да. Али пошто у учителску школу се тражеше у тој доба, меѓу другото, нас да не едуцирал една група и у музицирање, у свирење. Има смо еден оркестар околу 5-60 деца, 45-60 инструмента. Мене ми определи како кумановска човека, сам Кумановаc, ти ќе свириш трубу. Има смо ми оркестар на джез оркестар, па после у Куманово, едно, 2-3 генерации свиреле смо у гимназију, едно лето бесмо со спокојни Дори Бучевски у Криву Паланку, свиреле смо у нин ловачки дом. С Дорија. Онда Гуцо исто. Раде Гуцо, покојни се почина брзо. Да. И Раде Гуцо и с нега смо свиреле, не бија трубач исто. Борче Рengенелоки, таа е прва генерација. Тој су матинеа, а игранке су навечер. Игранке су имале, може да не веруете, у гимназију, у Соколану, у Дом на армију,
у Монопол и на кермес плочу на плажу у парк, каде е сега стовариште едно, тој беше парк. Така е. Значи, врило е у Куманово од игранки. А посебно преко лето. Месечина, топло, мај месец, јуни, јули, август, млади игра на астали, седи се, не е она кој е било, астали, седи се, кој нема место, ке стои, нормално. И тој се имале интересни случаи, сакат да игра некој со некој девојка, она беше у друштво. Али интересантно е тоа што имало некој одредено време, док мора да се вратиш дома, поготово девојке, не е имало шансе да остане до 12, до 1, до 2, као сак. Ама и ми момци сме се враќале. На мене, ми сум 5 браќи у куќи, татко ја кажае, нема многу да ми скитате. У куќи се доаѓа на време, али пошто знале су дека ми сум мушки деца, па игранка има, па да испратиш друштво, до 11 сат, тека 12, седеле. Девојке, после игранку право дома. Право дома после игранку. И мало е пуно случаеви да закасне девојки, и мало пуно случаеви при испраќање. Посебно за едно време да мрзне еден, да мрзне и други. Имам ја опишен еден случај. Ацо скакла, нали го знаете? Чувен гимнастичар. Легенда, кумановска легенда, гимнастика. Испраќа девојка, јутре вика измрзна. И некој када Ацо и мало некои батерија реситуришу ноге, вика пара да не ти дзебе в ноге. И го зафркава својга Ацо. Така да имало многу случаеви. Имало случаеви во тепачке на игранки. Али тепачке беа многу фер. Многу фер. Али кога смо куде скакло, интересантно, многу духови човек бие. Да. Има таму еден запис за njega, вика седи скакла, вика у кафану Еспрес. Тај Кафански човек беше. кафански. И вика, ке има турнири, вика, ке доваѓа, вика, Олимпија, Борац, овој, оној. И ги викаја другари, знаете ли, вика, дека само за 60 динара, вика, град Куманово има да ужива 3 дена. И цела кафана се насмејала и вика, ајде живели, скакла за овој, што си ја кажаја, смешку. Така да весел човек бие, многу приступачен, многу комуникативен. А да не збориме за гимнастика, кој бие голема легенда. Е сега овдека идење у биоскоп. Тоа е многу интересантна работа. У тој време идење у биоскоп, кажуев, филмови убави, ама вика партизански филмови, битка на Неретву. Ма и пред тоа Брусли, карате. Тарзан јошто. Тарзан, да. 50 и кој година. Бал на воду. Ја може само да ви кажа едно работа. Джони Вајсмилер, така? Да, Джони Вајсмилер. Така Бал на воду, Естер Вилијамс. Така е. Значи, во тој доба имаше у Куманово две киносале. Киносала Напредок и Козјак. И ми не сме се разбирале многу, али после ми текна дека на пауза од еден исти филм се дава. Еден пола сат порано, друг покасно, пошто е многу била гужва за некој филм, например Бал на вода или Тарзан или после тие другите. Он го носи ролно под бишку, у кино Козак да го даде, па тој да го врати одека и да нема прекин. И мало е многу заинтересирани за биоскоп гледање, а мала сала са биле голема, али и пак помала за кумановски потреби. И вика сме ги така наречени тапкароши. Ќе купи карте и после ќе го продаде 3 пат поскоп. Сеќам се, сам бие многу мал, кој беше карта жута, дугачка. Да. Исцепа се оној. И има си бројче напишано. Така е. Партер тај, да. Да, пише се Панагон, така да. Јас сеќам у учнеску школа. Ми сме го дали едно 6-7 пута Бал на воду с другари да го запамтиме музику на джез трубу на Хари Труман. Не Труман, тој е амерички председник. Не Труман, него Хари Джемс. Хари Джемс, пардон. Многу интересантно е, кад се имало тие филми, што ги кажуја на Бруслита, и кад ќе почне акција, цела сала, ајде, чукање, руке. Професори не се могли да ги смири в деца кад е партизански филм. Против немци, чука руке. Не може да ги смири, не може да се чуе, не може да се прочита. Тоа е била еуфорија, али се ишло организирано преко школа. Да ви кажу, да не забраво, кад збориме за овој. И театар у Куманово има неверојатна традиција, не сам пишувал, немаше могутности да не биде преголема книга. Стар театар беше каде е сега Кристал хотел, каде е банката. Тој беше автобуска станица, а позади беше театар. Нас се не водиле јоште од основну школу тамо, у театар група цела да идемо да видимо представа. За жал денес има потреби од тоа да се води деца. Да го заклучиме овој дел за кино, значи и кино Козјак и кино Напредок увек се биле пуни. Пуни се биле, увек. И мало е и младо и старо. Фамилиарно се ишло. Фамилиарно. Доживле е бил. Да, доживле е бил.
Сега доваѓаме до еден доста емотивен дел на сви стари кумановци, тие чувени серенаде, вика, девојко, ви што викате, отиде си дома, а ја не може да го прежалу, па с другари отиду на прозор, како знам и му поју, викам да искочи да го виду, да си легну на рат, вика. Било е, али тоа е мала ипак една традиција, една култура на понашање. Значи, може да се замислимо, куќа, муж, жена и деца. По тие деца, девојка, 17, 18, 19 година, так се биле преко 20 години веќе за одавање. Денеска не са толку стари, али сматрало се е. Од 16 години натам веќе симпатија имала. И сега имаш симпатију, сакаш да го чуеш и да го видиш, мора да најдеш добро друштво на појачи, с добро гитаристо или двојца, застане се навечер под прозор, може да се они легнале да спиев. Jer to se rano legnuješ, nemaš televizije, nemaš ništa drugo. U 9 sat, 10 svi u krevet. U 10-11 čuje se muzika. Pali se sijelica, svetlo u kuću na devojku i ona pogledne. Tatko vika, vidi koji ti je. Mnogo je to bitno. Ako tatko vidi neko ima gupi nadvor, onda lavor voda plisno da gi... Da izbanja. Da. A ako tatko dozvoli, onda se upali sijelica šamput, ugasi, upali, duri iznese slatko, kolače некое, даде се поеш една песма и така, али симпатија се посматра. Знае се за кога е дојдено да се пое. И татко и мајка пита кој е. Она вика не знам. Не смее да каже кој е од тие симпатија. Многу случаи е имало на такав начин да се продубиле љубов и да се зимале млади. Али оваа слика многу го илустрира. Да, дама искочила одважна такој, а овој момак пое и вика да те освоју. Да. Дали ќе успее? Дали ќе успее, зависи. Зависи. Малко и среќа треба. Да. Славе у Куманови мало порано многу. И денеска таа традиција се продолжува, тоа е добро, да се сачува. Свети Никола, Свети Рангел, Свети Ѓорѓи, да не ги реду. Кои се славе биле у тој време у Куманово, во кои најзаступени? Сви се биле заступени. Наша слава е била пред неколку дана, 4. децембар. Вика Богу, Света Богородица, Пречиста Богородица. Свети Рангел, Свети Ѓорѓи, Света Петка, значи све могуќе се е славило, али се е славило не еден ден, 2 до 3 дена се е славило, верујте ми. Значи прво се добро припрема. Од сладки, у тоа доба не е имало како денеска, мотило се на руку, с мутаљко. Али 2 дана се слуша у куќу тран, правиле са се по рецепт да не се поквари, да нема голем шлак, да нема много течност. И не може да ги забраваме некад крцкави, мали колачиња, топи се у уста, што се вика. Така да е имало стварно добра подготовка. Први вечер доаѓаат едни гости, други вечер други гости, трети вечер трети гости. И мало е случаеви да се дојде на врата пуна куќа гости. И онда кој е прв доше, дори кафе не може да ги спие стане, да искочи да ослободи места на други. Имало и песма, и шала, и смешка. Али и овој да не забрава. Славе са били за една друга работа. Да се прикаже не само еснаф, не само статус у друштво, него да се прикаже девојка ќерка. Многу пута е било она да послужuje. Девојка да го види, леле, што ти е убаво, што ти е вредно, ајде да го одавам, ајде се среќе нека. Така да е било многу интересно. Да, убаво што се таа традиција денеска иде од колено на колено и треба се чува. Да. Треба и треба, не треба се да не се прекинува. забрави. Не знам, у реду ако има повише синови, еден нека го наследи Славко, може и двојица, не е битно. Али знам случаи кад никој не го наследува. Традиција се наставља, ама не е толку масовна како што беше. Не би требало да се забравlja тоа. Да. Веритбе, свадбе, ту имате да ни кажете многу интересантни работи. Тоа е женитба с намерници. Да, видите, и тоа е една традиција и историја. Не знам дали знаете, пред можда преко 100 година, 120-30 години, на овие простори, игранки кои се биле се собори. На собори скочи и младо и старо и све, и фатале се девојка земе маранче, мушко го фати марамица од другу страну и така се играла. Не сме да се фати за руку. Први пат кад се фатиле за руку, било е чудо. Леле, овие, се денеска викамо, не са фер, кварни, што ја знам, не се домачини, така се сматрало. Меѓутоа природно е било полака, после за руку, па после и под руку, и денеска можеме и за грли да се игра, и што ја знам. Али, просибе са биле у почеток
Па и денеска многу фамилија сака на деца ги кажеjo, гледај фамилију, гледај, вика гнездо купуј птицу. Што се вика, нема од сако куќа да земаш девојка, нема да идеш за момка од праспур фамилију. Од увек е тоа било. Мити во тој доба највише било со такозвани намерници. И мало е некои кои се биле мајстори, кои се од тој живеале. Да се купи некој жену ципеле, марама, шамија, што јас знам, папуче, и киде у твој фамилију, ти имаш девојка, она ќе го чега фали дечка. И сега, ако бедисуе, ќе бидем. И после тој веритбе и свадбе наступуев, имамо, ја опиша некој случај, може да ви кажу, еден случај од свадбу. И мало е у постаро време, пред 100 години, тој се десило, на мене ми га причала една баба, кога беше млад, нега она познавала уопште младожење. На ден на свадба, мајка го вика, ќерко, у неделю ќе дојде сватови, свадба ќе биде. Како бре сватови? Ќе дојде, тебе ќе те па кој? Ќе го видиш. И ја вика, с мајко стоиме од пенџере, да кошарче се вика, тој сопче кој да не седеле. Гледа, вика, пуна куќа од гости, едни на коњи, еден вика убав со мустачки, вика црномања, следнога црнога коња. Мамо, овој ли е? Не, мори ќеркоте. Па кој е? Да не е оној крупан тамо? Не. Видиш ли онога, вика, со стапче у руке, што мала кокошки и свињи по двор. Да, тој ќе ти биде муж. Како мори, мајко, ќе биде, па те нема 16 години, а ја има 24, вика. Епа, вика, ми сме сиромашни, пази, они се многу богати, он е единац, нема мајка, умрела му мајка, затоа остана и малко како недоволно ухранет, ама ќе бидеш газдарица. Многу добро ќе живиш. И хубаво дадев. Изроди 6-7 деца, изчува деца. Он е бие сербес после као човек, али она било задоволена. А одека ги опишувате и плажа у Куманово, официрска плажа Градска и други, плажа. градска На Влуче вода плажа. имаше базенче за деца. Значи, Влуче вода, бања се, мајка се наша покојна бања у базен, а ми деца се бањамо од мало, испред врата, на тој плато имаше едно базенче од кисел, од топло вода исто, минерална вода. Градска плажа беше вода од бединените надоле се собираше. У два дела беше градска плажа. Еден дел беше за деца, почине од 15 сантима, 20 вода, па до пола метар. И тој мајка кога дојде или таткоци, тој си ги деца си ги бања, деца плија, учи се, чува ги така. Од тој има два отвора, улаза у главни базен. Он почине од пола метар до 2 метра дубина. Каде со 2 метра има трамболина за рипање. Имаше плато. Али немаше пари пустаме така, не може сваки ден да идеш, не може да измолиш од родители. Немам, па немам, нормално што е било. Ми да протнуемо се преко жицу, Да. мало не е, али углавном стражари се биле добри, па не се нестално навара. Баѓале сме се, играле сме мавачку под воду. Тој сме учили. Тој и Проевска бања се спомиња. Да. Тај чувена наша Проевска бања е многу лековита, докажано медицински. Лековита, не само тој, она е било главно излетничко место за Куманово совреме. Други мај врие од Други мај. На Други мај, јас се сеќам, бил сам активен член на извидничка организација, моје друштво Сокол, Цаце, Драги Соло, Драп, друштво, ќе отидеме испод вруќи воду, ќе разртнеме шатори, ќе седиме 3 дена, али верујте, јас сам го тоа опишал да млади да го знае. Не се познава да е нешто било. Ама до влакно, до каменче, до дрвце, ќе затрупамо кога сме правиле скаре, кога сме једеле све чисто и се остане како што е било пред тој. Народ врие музика, 4-5 музики, една тамо свири, друга тамо свири, игра народ, на Други мај не можеш да пројдеш од народ. Ѓурѓевдан исто, каде е Свети Ѓорѓи ромски дан. Али тоа е вие дошле цел ноќ, вика од радост, не спија млади, јутре ќе иде во бању, да се дружи. Голема емоција е било тоа. Јас сум бил млад учител у 20 години у село Драгоманци. Со 100 часа ишја пеш, возил сам од Драгоманци до дека брго да стигну на ветер, да стигну да фату друштво, да отидеме на вруќ вода на Други мај. Значи нема, тоа е била един начин да се дружиме повише. Па они су се чак што више и у рабаџиски кола качувале да иде до бања. Да, рабаџиски кола виси ноге од около, иде пеш, рабаџиски кола, пајтони, цел ден врие натаму, али народ е бил многу весел, многу задоволен. Неверојатно е било дружење, социализација, не се гледало кој е кој.
Сега доаѓамо до чувеного легендарного ѓубраџију, Наце Ѓубраџи. Наце ѓубраџије. Пошто е човек толку бие препознати, па и ден денес кога раскажував, чувени вика Наце ѓубраџије. Ја тоа намерно тури за да се види дека у тој доба, каде имало само ѓубреџиски кола, Куманово е било почисто него данас. Затоа што свака куќа од свој двор се домаќица или млада невеста почисти, па искочи на сокак, очисти куде е njeno. Добро, собере на купче и Наце ѓубреџија оддалеко, знало се кога ќе пројде, ѓубре, вика, и доаѓа с неговога другара, ѓубреџиска кола, товара го унутра канте, он земе канто, он го фрли, свака домаќица изнесе да гледа чашку ракију или колаче, а он беше за нас деца неверојатно печатлив. Еден низак, набиен, црна коса кадрава, црн, бели зуби, имаше едно криво луле, стално го на крај носеше овдека. И ми вика, како не му падна, а збори па. Ето се деца, и ми не може да разберемо што сте кој е. Он неću, леле, вика, какви домаќици се, ипак тој е човек и он има искуство животно. Земи, чашко ќе се напија, гледа другари негови дека части го специјално njega. Заврши работа, собере и прво што ќе вика, ѓубре, чуе домаќица надоле, со как, искача и издасува. Наце ѓубреџије бија препознатлива личност за Куманово за тој доба. Многу јак е бие рок. Многу чврст, многу јак и како фигура интересантна. Да. Како фигура. Имал смо ми своевремено чувени Амам Кумановски, тој каде е градски стадион малку погоре, за жал го нема, али тој има многу интересни работи што се дешавале. Опишува ги ја нешто што помага да стигне, Еве го, тај да Амам. биде прешироко. Каде е музичка школа, за овие млади што не знаеви луѓе, испод музичка школа надоле кога се појде има една местна заедница, туј бие Амам. И ја кога сам ние дете, мајка ме е водила и биле со многу деца мали, жени кога се бања, па после се бања мужи, али тој е било престиж. И тој е било на некој начин да се прикаже богатство на жене, чии мужи се занатлие, кои се побогати. Имало жени кои се биле многу сербес, досаѓале се на други. Дури никој не ги могаја ништо, знаеу чива жена е. Така да е било многу интересно. Ми не сме разбирале деца, тек после дознасмо дека тоа су жени кои су били и моćни. Боже, дури да натепане кои само не биде менено. Да, али има и чувено градско купатило каде сегашниот пионерски дом, и тоа вика било многу посетено. Каде е деветка сендвичара, Карши, улаз на дом на пионери, бивши, беше градско купатило од даске, а од грб на градско купатило, каде е градинка, беше здравен дом на Куманово. Можда некој не знае, од дрво, од барака направено, многу добро беше. Тој беше првиот здравен дом у Куманово. Од направенет купатилото градско, имаше сепареа, да речеме, башка, доле даске, има горе туш, и кад он ти каже, у тој кабину, идеш ти тамо и чекаш. И он пушта, мести го воду, како да се биде топла, да се избањаш. Ја опиша еден случај, еден сербес човек каде е пијан, сака пред нас да се бања, пред си нас. И овој човек што да му прави, ку лазе он. Па кога пушти едну ладну воду, па кога ga олади многу, он почна да псуе да вики и после кажуваше, вика, више не е доше, затоа што ви спадна нефер према вас. Купатило е било, еден пут неделно сме да се бањаме купатило. А иначе дома сме се бањали у корито. У корито, нас мајка ќе ме пореѓа деца, у корито, големо корито, еден, па друг, па трети. Свиќе да избањајте. Тој купатило го нема околу 40 години го нема. Крај на 70 години го снимало. Кад се уведе водовод по куќе, почнава да се подруго да се живи и да снема купатило. Али е било потреба за Куманово. Али вести тој време на телевизор црно-беле бија до крај на 70 години, после боју. Радио имало, тој се слушало вести. Што ќе чуе, што е? Тоа е. Еден канал, гледале смо престижи да се купи телевизија, а па и радио. Радио татко не ни давај да слушамо многу. Посебно ја опиша еден случај, има еден Грга Златопер. Говори Грга Златопер, глас Америке од Америка. Ама он е бија против Југославија, против комунизам. И сега многу
зрели ljudi kao tatko bi se ga slušale, a bilo je zabranjeno u početak. Tajno, mi ne znamo što je to. После да знамо дека тоа било забранено, он прича како е добар капитализам, како е лош комунизам. После тој искочи 101 приказда на радио, искочива приказки на телевизију, али многу е битно у почеток немаше многу мало телевизори. Дешавало се дека тури на прозор и на улица луѓе со столче да гледа или у двор да гледа телевизија. Немаше многу. Па се мести на антена на кров, па греши. Та после имаше и Београд уведева. И Београд, па после наша држава, наша Македонија. И денеска имамо, што се вика, на стотици у Македонија телевизиски куќи и канали. Да, и оваа слика е доста интересна, да го прикажам. А после 70-ти години, 60-ти, транзистори и дома радио, овие што се биле за спорт, Да. слуша се Звезда Партизан Да. и се навива, Да. а ако изгуби Партизан, после Звезда ще ga заебава, Да. или обратно. Ми сме имале Кумановац, отише звездаш, немаш појма колко јак звездаш, отише на стадион, игра Звезда и Партизан. Ама он не знае зајта у публику куде Партизан куде е. И Партизан даде гол, он почне да псуе, да вие, псуе, уа, вие го гледаш, што мене ога. После се текне му и почне да вика, уа Звезда, уа Партизан, вика будала е, вика нега дире, пушти га. Имале многу такви случаи да ишле са Кумановци дури у Сплит да гледат Звезда или Партизан. Да, дури у Хајдук. Загреб да гледат Хајдук со Партизан. Кад беше Југославија имаше неверојатен навијачки дух. И мало, да. Али, качи се у возови, па Има, але без проблем, може да се путуе. Повратно. сега доваѓаме до објект кој на некој начин ga афирмирае град Куманово и продуцирае милијадници, илјадници здрави генерација, наша чувена една едина Соколана. Што може да кажеме за нив? Ја може да кажам дека Соколана е синоним за одреден временски период за млади. Данас не за жал толку. Пред тој, у бившу Југославија, што се вика Краљевина, е изградено на 30 или која ли беше година, 34 или беше градена. 31 е пуштена. 31, да. Знам како е градена, имам документација и опишување што е туја. Ви сте многу боле од мене тој. Направиле, имате трудови за тој. И мислим дека у еден период Соколана е била центар за Јужну Србија и за Македонија. За Македонија немаше да причаме, како Скопје. Кумановска сала е била центар каде се биле звезди, европски и југословенски кошаркарски звезди. Така да е било преси да се отиде, да се гледа. А баш како што Соколана е била место каде се имали игранке, чувени ловачки забаве. Ловачка забава с богати награде, печени зајци, делови од печени диви свиње, што ја знам, било е стварно пресич да се најде карта, да се отиде, да се гледа посебно за кошарка. Така да, а и пред тој, разни слетови, разни физкултури, атлетски некои надпревари, надпревари на справу. Куманово е имало неверојатен спортски живот у оно доба порано. И дочекна нову годину Соколану. Дочекна нову годину Соколану, дом Гимнастика Ацо скаква, колко е веќе баја. Да. Еве, Дајлевиќ и Вој он Дајлевиќ, тето оно многу млад умрие, 69 година. Да. Ту е Оцко, покојни. Па Гоце Здравковски, да не го забравимо. Да. Свето Аврам професор. Свето Аврам, али још еден може да ми текне. Ацо на Мицу, вика се го Мајмуницу, покојну супруг. Ацо, он добија у Прага е добија медаљу. Джартовски? Не Джартовски, Ацо се вика, не Джартовски, Ацо. Не може ми текне име за врино. Комшија ми бие пријатели се биле добри. Он умеше како скакна на улица да пред друштво да покаже како може да стои на руке. На руке може да стои. Еве сега се надамо дека има најави дека Соколана ќе се врати у стар сјај, да биде музеј на град. Ми сме препознатливи по тези објекти и по занатски, ми друго. Да. И по фудбал едно време. Фудбал, да. Старо игралиште фудбалски е било чувено фудбалски игралиште. Даске заградено со даске. Чека се за тоа игралиште да објасниме на работу. Оно е слушано 50 некој година, мислам. Да, кад се
Пред да се изгради Вука ради школа и да се Така дава, е. да се прави згради тамо, куќе, приватни. На тоа игралиште е доаѓаја чувени Партизан. Бобек, Митич, Симоновски, наш македонец кој играе кој нима. Кумановски играчи кои се играле одека, Фирго, овие у неговата дружина, спомнете ми. Шуте, да. Јас знам, Бале Кимевски. паре. Јас знам ми како деца како смо ишле, противњамо се, немамо паре за карто. Ако не чекаш некој добродушу постар да те фати за руку како да ти е родител, ќе те уведе. Ако не, ќе се протнемо под даски и ќе улегнемо унутра. Сеќам се на случај Бобек ми се беше, наш голман го Ковановски го горите, беше некоја традиционална фудбалска утакмица. Удари ga фудбал, лете, до више до полувреме, овамо до другога играча. Овој кад го етна с пету, то те рагото голова. Све живо станата се радуе. Први пат у живот види некој со пету толку далеко да го тера топко. Аде, у тоа време да дојдат такви имиња во фудбал било голема част за град. Голема част. Да. Да, светски, европски. Занати, односно казаница одека, чувено печење на ракију. Денеска печете ли ракију? Јас се пеке до пред 10 година, док беше помнат. Купу си гроздје, па си иду куде Каро. Каро на треќи македонско десно, хармоникаш Каро, не знам да Чувени хармоникаш. Хармоникаш, да он печеше. С нега седимо, печемо, седаме се, седи, зафркаваме се. Да ви кажам искрено, у тој доба не се купуваше ракија тек такој надвор. Нешто е скупа, него свака куќа сакаше да се има нешто свое. Свака куќа имаше лојзе. Мој татко имаше убаво гројзе, убаво лојзе. По 1000 литра бршва пуна, 500 литра бршва пуна ракија. И не само манас наш комшија, па он и продаваше манас. Они беа чувени по продавање на ракија. Беа многу добри газде, добри домаќини, паметни луѓе. Така да Казаница изумира, али една период беше стварно препознатлива работа за Куманово. Па и како викав, домаќа ракија си е најво. Нема лек. Да. И денеска и порано стари луѓе, ја се сеќам, овие мои роднине, пред ручак вика, мора вика едну со салато да испију вика. Ми со Миланко мој сваќал са бајле на пладне наше път, ако сме у година. Чашка ракија обавезна, у салато. И после партизанче и краставица све. Да, со салатичко тоа е сосед нормално. Не мора да се претера, али по едну чашку може. Да. И винце после добро е. Винце, зависи како е човек расположен. За крв. Да. Сакам да ви кажа... сега, ово е. Не, дозволи само да ви кажа една работа за млади. Има едно место, една ваква заглавие, наслов на едну причу. Вика, фабрика у куќу, која ги снабдуе сви укуќене за потреба. Тоа беше мој добар повод, разговор со дете с кој разговарамо. Тај фабрика у куќу и ден денес, каде не е у тој поип, како што беше так, жена. Значи, од пледење, ткање, везење, тоа е било она стварно, жена е била фабрика у куќу. И разбои, и предење, и ткање, и шиење, све. Да ga финиширamo наш разговор, еве се доаѓамо до оној главно поенту што покушавamo на овие млади да им да ви и мои гости да им кажете за тај убав живот и да ga малку практикуе во денешно време. Како млади го користи и како може да го користи в најважен ресурс време. За жал, ви кажасте, денеска млади су пред компјутери, физичка активност доста малку, на тој мора да се работи многу интензивно. Тоа е комплексно питање, али кое е суштинско, jer целокупна филозофија на живот, како постои да кажем во човечанство историја, зависи како се користи време. Време, ако ga човек стварно користи како што треба, ќе има успех во живот. Ми си имamo 24 часа на располагање време. Од 8 сата отприлike спијемо. 8 сата е радно време. Тоа се 16. И оние 8 други се за све други активности. Многу е битно како да ги усмериме млади да го користи. Ја не би многу зволил, пошто нема време, али препоручују на просветни работници, не само ова литература. Јас сум имал мои разговори со просветни работници на овој тему, особено со директори на училиште своевремено, док сум бил активен, и имаше некој помак, верујте ми. Данас е многу тешко да ги децата ангажирамо да го рационално користи своје време. Ако се рационално користи, многу брго ќе има успех. Сви успешни луѓе у свет
успешни се и домаќице, само затоа што го користи рационално време. А ако дете викне, Мирко, ајде идеме да шетамо, ја ќе искочиш надвор, а ја не сум завршија задачу домаш, а он го завршија. Готово. Данас падну малку, јутре падну повише, изгубува време, трети пат повише и почине човек да пада. Така да таа е доста интересна тема. Фала ви што бесте и да не го забравимо лектора, ако може да кажемо лектор за Кумановски нема, ама Киро Солар го лекторира. Киро Солар, јас намерно потражи, он кој мој добар пријател, да биде лектор на книгу, затоа што и ви сте могли да бидете, али ви сте помлад човек, па може да направите грешки, али овде тој има. Фала ви што бесте гости и видимо со другу прилику. Да сме живи. Толку за денеска, поздрав од Занатски дом и свако добро.